Вакцинацијата во Србија ќе започне утре, најави денеска председателот Александар Вучик. Според српскиот председател, прво ќе се вакцинираат корисниците на домовите за стари лица. Вучик најави дека вакцина ќе прими и некој член на државното раководство, тој премиерот или па доктор Дарија Кисик. Со тој чин тие би им упатиле порака на граѓаните за потребата од вакцинирање за безбедноста на вакцината на Pfizer. Во Србија вчера пристигнаа првите 4875 дози на вакцини од компанијата Pfizer-BioNTech. Српскиот председател најави дека во јануари, февруари и март ќе пристигнат уште повеќе дози. Вакцините се набавени билатерално, независно, а Србија е веројатно единствена земја надвор од Европската унија во овој дел што успеа да набави некои вакцини, изјави Вучик на денешната пресконференција. Дури 253 дена не забележале ниту еден нов случај на COVID-19, се додека 60 годишен пилот од Нов Зеланд не заразил 30 годишна жена со вирусот. Тајландскиот министер за здравство објави дека заразениот пилот не ги пријавил сите блиски контакти и активности. Пилотот е казнет со 9300 евра, пишува Guardian. Инаку Тајван со население од 24 милиони благодарение на брзите и успешни мерки досега забележал само 770 случаи на инфекција и 7 смртни случаи. Маските се задолжителни во јавниот превоз и на сите јавни места и воведени се силни гранични контроли. Карантинот бил задолжителен за сите патници, но не и за пилотите и другиот персонал во авионите. По последниот случај ова правило исто така се менува, па вработените во авиокомпаниите ќе треба да одат во изолација од 14 дена по преминување на границата. Германија регистрираше 962 смртни случаи од коронавирусот во последните 24 часа, што е нов рекорд, соопшти рано утринава Институтот за заразни болести Роберт Кох во Берлин. Предходниот рекорд беше постигнат минатата недела, кога институтот информираше за 952 смртни случаи. Денеска се регистрирани 24.000 новоинфицирани случаи, пренесува германската агенција. Вкупниот број на лица кои што досега умреа како последица од инфекцијата со коронавирусот се зголеми на 27.968. Зголемениот број на инфекции и смртни случаи предизвикува притисок врз здравствените системи во Германија.